Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитуван подпредседател на Владата на Република Северна Македонија и вице-премиер за борба против корупцијата. Имам особена чест и задоволство што денеска сме домаќини, односно сте во вашиот роден град. Денешната посета покрај она што беше главна тема и акцент, а тоа е планот и временската рамка за борба против корупцијата на локално ниво, кој што го усвоивме како локална самоуправа. Разговаравме за многу други тековни и актуелни проекти. Она што можам да го соопштам и за кое што како новин или радосна вест денеска и го обзнануваме се дополнителните дообезбедени околу 6 милиони денари, односно со наше сопствено учество околу вкупно 8 милиони денари, со кои што ќе ги докомплетираме сите започнати активности на градскиот парк и плоштад. Воедно, сакам да напоменам и да замолам уште мало трпение кај целокупната кривопаланечка јавност околу целиот сообраќаен метеж кој што се создаваше во изминатиот период, дека проектот ќе мора да заврши до 30 август, што е и крајен рок за завршување на сите активности. Тоа е еден од проектите со кои што сакаме да промовираме кривопаланечкото поднебје, кривопаланечката култура, затоа што во исто време, напоредно преку ова што е реализација на проектот Крива Паланка Источна порта кон Европа, ние напоредно преку Бирото за регионален развој и Министерство за локална самоуправа деновиве подпишавме уште два значајни договори за грантови. Едниот е во висина од околу 1,5 милиони денари за реновирање на фасадата на локалната установа музеј на град Крива Паланка, а вториот е во висина од околу 4,5 милиони денари со кои што после 40 години ќе се изврши реновирање на киносалата при Домот на културата. Освен овие проекти кои што се во сфера на културата, сакам да ги потенцирам сите оние активности кои што се случуваат на инфраструктурен план, а се непосредно поврзани со подобрувањето на живеењето на локално ниво. Именно цирка со сите дообезбедени средства кои што се со последните проекти за регулацијата на Крива река, инвестираме во околу 40 милиони денари во регулација на околу 2 километри на теченијето на Крива река, но и дополнителни содржини кои што се наоѓаат на овој потек. Напоредно на тоа се случуваат и други проекти кои што се во руралните средини, а се случуваат благодарение на добрата соработка која што ја имаме и покажавме како пример како треба да действуваат во спрега централната со локалната власт. Благодарам за сето она што до сега како влада е направено и за Крива Паланка и за регионот во целина, затоа што ваков градежен бум во изминатите години кривопаланчани не паметат и се надевам дека и во следните години ќе продолжиме со истото темпо и развој, а Крива Паланка ќе стане едно пријатно место за живење во кое што младите, но и сите останати генерации ќе го чувствуваат како свое и ќе останат да ги градат своите идни поколенија. Ви благодарам.